Здраво на сите! Уште една епизода на Марија во Америка и Марија летова е во Македонија, снимајќи ги оние македонци кои што биле во Америка, граделе некаков живот, но решиле да напуштат се и да се вратат назад во родната си Македонија. И денес имаме интересна приказна, а приказната ја раскажуваме токму од Струмица. Започнуваме веднаш по најавната шпица. Еве сме назад во Струмица, во студио во Струмица, место каде што функционира и работи мојот денешен гостин. Предприемач, човек кој што од ништо дошол до нешто, човек кој што успеал да изгради она што го има денес. Во моје друштво се наоѓа Митко Андонов, струмичанец кој што бил во Америка, работел, но се вратил назад и реши да си направи еден живот убав овде во родното си место Струмица. Митко, добре дојде. Добро ве најдов. Задоволство ми е да бидам гостин во вашиот подкаст. Добре ти дојдовме, односно, затоа што сме на гости кај тебе. Драго ми е што ја прифати понудата. Драго ми е да раскажеме една приказна на македонец кој што бил во Америка, работел, се трудел, но решил да ја напушти Америка и да се врати назад во Струмица. Ни доаѓаш од Струмица? Да, апсолутно. На моје огромно задоволство и јас секогаш сум размислувал дека има доста приказни кои што би сакал да ги споделам, и добри и лоши. И секогаш има повеќе страни, па убаво е да ги склопиме на едно место, па секој да може сам да одлучува каде му е најдобро, каде се наоѓа, каде би сакал да продолжи да живее. Така, секој е среќен онаму каде што припаѓа и секој е среќен онаму каде што мисли дека е убаво да се живее. Да почнеме од твоите почетоци овде во Струмица. Ти си роден, израснат во скромна фамилија, која што ете. Работничко семејство, вредни луѓе. Со добри навики, не стави на добар пат. Задоволен сум. Јас и брат ми како израснавме, каде стигнавме, што направивме. Од секогаш бев посветен и во школа, и на градење навики, добри навики. Ми беше важно да луѓето околу мене да оставам еден добар печаток, да правам doing good, значи повеќе да не се занимавам со туги проблематики, туку да градам оно што е за мене. Меѓутоа кога бев помлад, бев потивок, некако не вклучен во секојдневните активности, бев посветен на својата кауза, а тоа се смени после Америка. Меѓутоа затоа потоа. Но да стигнеш до Америка, прво се запиша на факултет. Да. Јас завршив средно училиште во гимназијата Јане Сандански во Струмица. Леле каква школа беше тоа. Значи, директорот Рендевски беше феноменален директор кој што ги правеше најдобрите кадри во Македонија. Општа гимназија? Општа гимназија, така да. Повеќе години бевме први, втори на многу државни надпревари и тоа имаше некоја сатисфакција. Јас исто се трудев во самата гимназија да бидам меѓу подобрите, тоа заради себе си. Не знам дали тоа денес многу менува, меѓутоа дефинитивно образованието е важен момент каде што се градиме како луѓе, социјалниот момент и ни помага за во иднина. Се запишав на факултет информатика во Скопје, затоа што математиката ми одеше феноменално, многу добро. Знаев дека сакам да се занимавам со компјутери, така не вика компјутерџи во тоа време. Несватените. Несватените, така да, баш така. Долги години и немавме компјутери, се уште тоа време пред 95-98 беше сепак време кога не беа достапни за сите, па Комодоре, па со други играчки, меѓутоа дефинитивно знаев дека сакам да се занимавам со тоа. Бев на факултет 2 години, реално не беше тоа. Од денешна гледна точка тоа го гледам каде што мене повеќе ме исполнува организацијата околу се што е во IT, но не она кодинг, програмирањето, на класичното програмирање и реално среќа што го видов тоа на време. И втора година бев кога аплицирав за Америка. Во тоа време Work and Travel програмата. Како дозна за тоа? Како ти дојде до допир со таа програма Work and Travel дека
Можеш да работиш во Америка и да заминеш на одреден период, каде што можеш да ја искусиш Америка на еден поинаков начин. Не беше воопшто распространата тема. И јас бев многу посветен, го сакав тоа, мислам дека уште од мал живеев во американските филмови, преку песните и преку филмовите, кај што англискиот го имав феноменално добро усовршено, ми имаше добро звучеше и некако имав огромна желба да ја посетам Америка. Со тек на времето, живеејќи во тој American Dream во мојата глава и самиот развив некоја поголема желба, слика, се гледав себе си таму, некако верував дека ќе успеам во тоа. Мозокот е чудно нешто, кога нешто ќе се посветиш, тоа функционира и тера, да. Така да во животот мора да си поставуваме цели. Во тој период мојата цел беше да стигнам до Америка и ги склопив сите карти, имаше преку некоја агенција кај што имаше повеќе чекори, доста чекори, беше комплициран процес, малку и поскап, за мене тоа беа посериозни суми кои што позајмував пари за да се снајдам, за да се организирам. И другиот дел што е интересен е успеав да убедам и двајца од моите добри другари да дојдат со мене. Заминавте сите заедно. Сите тројца да работите во Америка. Во Америка, да. Која година се случува ова? 2000-та. Значи 2000-та година која што многу малку луѓе знаеа за да работат во Америка, како студенти да заминат во Америка. Тоа не беше никако популарно во Македонија, но имало поединци како ти и твоите двајца другари кои што сакавте да заминете Америка. Каква работа ви беше понудено да работите во Америка? Пред да заминеме од овде, не ми беше најасно како ќе функционира тоа. Кога денес ќе погледнам назад и самиот се мислам како сум се охрабрил за тој чекор. Не знам дали денес би го направил истото на 20 години. Ми звучи престрашно. Самиот размислам дали ако моите син ми сега на 13 години, значи ако одлучи да отиде Америка, како дали би се сложил сам да оди, како било тоа сам да оди. И не знам како им било на моите кога јас бев многу упорен, тоа бев решен и не може никој да ме разубеди. И цела среќа и многу сум им благодарен дека се согласија моите да дозволат да отидам во Америка. Така да ни беше понудена работа во Point Pleasant Beach, тоа е малку појужно од Нью Џерси. Во околината на Нью Џерси. Да. И во забавен парк Jenkinson Sink и таму бевме сите македонци, повеќето македонци барем од нашата група, ни беше ветено работа. Со тоа што работа ни беше ветено, меѓутоа смешта и не, а тоа ние не го знаевме. А се сеќаваш ли колку македонци заминавте од Македонија во Америка таа група? Колку македонци дојавте да работите тоа лето во Америка? Ние во тој прв стинт, во првата група бевме 30-тина, со тоа што јас отидов на 1 јуни и ние бевме 11. После тоа на 18 јуни дојдоа уште луѓе и на крај на 30 јуни и другиот дел од групата дојдоа кај нас. Ја уште тогаш размислував како да направам за кога ќе дојдат моите другари, да видам да им спремам за може кој ќе дојде да биде по отворено за нив во делот на сместување и слично. Значи Митко пристигнуваш Америка. 20 години студент, од аеродромот излегуваш и што гледаш? Како ти се виде Америка? Јас го гледав како Land of Dreams. За мене беше реално се што гледав се ме возбудуваше, се ми беше exciting, се ми беше убаво. На се гледав позитивно. Не ми сметаше ниту еден детал во околината. Имавме многу убав пречек во Њу Јорк, некои случувања таму, а потоа се префрливме Нью Џерси. Таму идовме на првиот шок кој што е моето прво чувство за првото меморија, да кажам, за Америка. Не знаевме дека немаме сместување и тука сите ние 11 почнавме да бараме во едно мало место кај што навистина немаше доволно хотели или беа прескапи за нас во тој момент. Убаво се сеќавам, беше попладне веќе и сопственикот ни вели сместување најдете си. Работа имате, ама сместување немате. Ама немате сместување, да.
И поминавме долго време, остатокот од денот, барајки, прашувајќи, не знам колку улички имам изодено тој ден. На крај заврна дожд, се сеќавам, се вративме. На милост на собственикот, собственичката, ни одвоиле некоја соба за да преноќиме. Меѓутоа, сите останати веќе беа вратени и толку беше полна собата, што ја ако буткам на врата не може да влезам. И немаше како, касно, доцна беше 12 часот, и утепани авиони, летање. И убаво се сеќавам, едно мало Тексас палто, мокро дожд, си го свиткав и ноќта ја поминав токму на прагот на вратата во таа куќа. Надвор пред вратата на таа куќа. Времето беше убаво, не беше ладно, тоа таму на брегот на океанот бевме, така да у тој дел не ми е проблем, меѓутоа малку се крши филмот кога гледаме едно, очекуваме едно, на крај, нели, се соочуваме со невидени некои предизвици. Сето тоа е дел од животот, сите имаме ние приказни, но мојата прва вечер во Америка беше таква. Спиење на земја, буквално, надвор, пред врата. Свиткани, ја овака како што сум долг, немаше доволно место, мора се вклопам некако. Види, неубав почеток, но сепак, животот продолжува понатаму, немаш друга опција, освен да продолжиш да си таму, да работиш. И што се случи со смештајот? Кога најдовте смештај? Потоа, собственичката се вклучи во процесот и помогна да инстантно брзо да се реновира некој сегмент таму, некој подрум, и не сместија. Во таа куќа живеевме 33. Во една куќа живеевме 33, не беа сите македонци, на повеќе спратови, и инстантно се градеше, се реновираше за кога ќе дојдат и другите да има смештај. Ја веќе и кажав дека доаѓаат уште македонци, реновираа долу беше ужасно ниско подрум, меѓутоа вклопија и условите не беа сјајни, меѓутоа у тоа време на тие години не менува, беше забавно, со луѓето си помагавме, се дружевме, работевме многу, за мене знам дека многу работевме. Водевме овие лулките во забавен парк, една доста досадна работа кој што веројатно у тоа време, не знам, за млади, за нас е окей. И оние количките кои што има балони, не знам што има се таму, влезниците фактички да ги поминуваме. Деновите беа долги, работевме по многу сати, ама скоро секоја вечер се дружевме. Кога се вратиме, продолжувавме да се дружиме со останатите во таа куќа. Нью Џерси, во Point Pleasant Beach поминавме убав период, меѓутоа таму бевме некои 3 месеци. Јас од самиот старт бев многу посветен на, се вклучив и на втора работа, викендите помагав кај еден филипинец, бев решен да заработам колку што може повеќе и доста денови поминав со по неколку часа спиење. Работев на бензинска станица од 6 сабајле до 10, потоа во забавен парк и викендите кај овој филипинецот. Така да тој период беше доста напорен. Меѓутоа тоа ми кажува дека можеме ние се да издржиме луѓето. Значи, кога ќе се посветиме на нешто, можеме. И сега кога ќе видам младите колку се денес, ако не се, има млади кои што не се доволно посветени, кои што не вложуваат, не веруваат, мене тоа ми смета. Некако не можам да прифатам дека некој што е 20-30 години дека ќе чека да биде вработен во државни институции или да, не знам, за мене тоа е неприфатливо. За мене мора, јас сум, барем мојот став е така дека мораме да гриземе, да напредуваме, да вложуваме во себе и тоа го гради карактерот. Америка тоа го промени кај мене, самодовербата се крена на многу високо ниво, видов дека ако не вложуваш во себе, нема кој да ти помогне таму, нема тато, бато, нема никој од страна да дојде ти. Да. Так. Како ти се види заработката во тоа време? Затоа што доаѓаш од Македонија, работеше претходно нешто во Македонија? Имав малку работено, меѓутоа онака чисто за да соберам нешто искуство, работев во писелен, тоа беше интернет студија, у тоа време беа популарни и окей беше, меѓутоа не се споредува со тоа што го доживеав во Америка. Така нека ситна заработка, да речеме. Да. Сега веќе одиш Америка, ги гледаш тие
доларите, како Да, ги броиш и како ти се гледаат нереални, и гледаш некоја сума на пари која што претходно во Македонија верувам не си ја видела и не ти била реална. Да. Дека можеш да ја имаш. Така. Така? Така. На Дефинитивно парите се една движечка сила која што те мотивира. Не заради тоа што едноставно тоа е начин за да си поставуваме цели за next step. Убаво е чувството кога знаеш дека можеш да постигнеш, за разлика од Македонија кај што имаше долго време, да не кажам она закоравени југословенски газди кај што ги утепуваа вработените да работат по прва, трета, втора смена за минималец. Тоа е тоа што не можев да го прифатам во тоа време. Со досење на плати, со неисплатени месечни плати, годишни плати. Неплатени придонеси, тоа го имаше долго време. Ја всушност и делот зашто се вклучив во приватен бизнис е затоа што сакав да докажам дека може да биде различно, дека можеме да смениме, дека може да биде и добро, дека не треба да ствараме разлика помеѓу вработени или работодавци, дека треба да направиме да не биде добро на сите. Тоа е тоа што верував и се уште верувам дека може да биде. Не да се работи бизнис само заради профит, туку да направиме една промена. Така. Одлична идеја за тоа како може да се биде успешен газда, да речеме, во Македонија, но пред да станеш она што си денес, заработуваше на малку потежок начин пари. Апсолутно. Работеше од утре до сутра, што викаат Јутро до сутра. Луѓето. На што ги трошеше, Митко, твоите долари? Тешко заработени пари во тоа време на тој 20 години. Па не мислам дека имаше многу одвишок за трошење. Долги години споредувам дека сличен е животот на многу места. Во тоа време, ако можам да се присетам добро, верувам дека заработував $1,500-2,000. Тоа е пред 25 години, така. Месечно? Месечно, такви некои суми. Така. Мислам дека заработував $1,500-2,000 нето, со тоа што $750 ни беше киријата во станот, автомобилот го плаќав $400 рата, осигурување, не знам колку, храна, гориво, сите тие. Добро се сеќам дека некој подолг период, ако немаш некој повеќе ангажмани, две работи или слично, во $300 е тоа што останува. И го споредував како и во Македонија. Во тоа време, во Македонија плата беше $15,000 или $20,000. Некои 7-8 илјади се трошат за не знам каде, веќе ги снемува, 2-3 илјади за ова. Фала Богу, ние голем дел во Македонија сите имаат куќа, стан, сопствеништво, така да нема кирии. Меѓутоа на крај пак остануваат 2-3 илјади за живење. Така да споредено со ова, таму остануваат во $300 и тука $3,000, $3,000. Го споредував дека е слично. Меѓутоа ова е интересно што ме праша каде ги трошев и се сетив сега, па можам попрецизно да одговорам на прашањето за да веројатно ќе ве изненадам. Првите пари кои што не ми беа веќе таксани за нешто кој што некојаш влегував и во минус, цимерите се живи и здрави, позаимуваат доека да се ситуирам, меѓутоа првите пари во станот кај што немаше ни маса работа, немаше ништо. Ги дадов за компјутер. Ти купи конечно компјутер, каков што сакаш. Да. Купив компјутер. Твој? Да, огромните CRT монитори, така да кутијата празна ми беше маса, работна маса, и навечер кога се враќав од работа, купив Front Page, ова книгата таму позади тебе некаде, и учев како се прават веб страници. Тоа ме мотивираше, ми беше, сакав да влезам во тој дел, интернетот беше во замав во тоа време. Знаев дека тоа е едината, убеден бев во тоа, истото како што сега знам дека AI е едината, меѓутоа шансите во Македонија беа многу помали. Тешко, скап беше интернетот во Македонија во тоа време, Америка дефинитивно беа многу напред со кабелски интернет. За мене беше вау тој момент кај што можеш да имаш пристап до се. Уште во тоа време се градеа интернет продавници, онлайн имаше плаќање. Во Америка. Америка. Картичниот систем им функционираше феноменално. Што е 2000-те години. Да. Македонија и се уште не е.
На тоа Сега што ниво има огромен број луѓе гледам кои ќе земат плата, одат на автомат, ги вадат кеш сите пари. пари, да. Така да, ете, тоа е првите пари ги имам потрошено за тоа и се добра инвестиција. Затоа што токму таа школа мене ми помогна да влезам во IT делот. Факултетот во тоа време не ми беше завршен. Затоа што си беше Америка и си беше во Њу Џерси и потоа замина за Чикаго. Като приказна не заврши во Њу Џерси. Така. Тука едноставно го напушти Њу Џерси затоа што мислеше дека во Чикаго има подобра иднина или цветаат рози. или како се одлучи да се преселиш во Чикаго? Да, баш чуден момент. Се сеќам дека ние четворица бевме, јас имав девојка, па четворица бевме кои што ќе одиме во Чикаго. Македонци сите? Сите македонци, моите двајца најдобри другари и уште девојка ми. И кој што таму е запознат. И четворица од нас немавме представа што би правеле. Знаевме дека сакаме да останеме во Америка. Ја дури знаев дека сакам вечно да останам во Америка. Тоа беше мојата намисла. Долго време, кога си одев од Македонија, ја мислам со зурли и тапани ме испратија, тока ајде крај веќе, не знам, нема враќање, толку е веќе. Тоа беше цутепал плачење моите. Знаевме дека сакаме да останеме, немавме идеја што би правеле, како. Затоа што таму ни завршуваше договорот при крај. И ја им викам, другари, јас имам тетка во Чикаго, на мајка ми братучетка, да се јавам да прашам ако сака да ни помогне, да одиме таму. И се јавив на телефон, но ние телефони тоа беа со парички, се сеќам, со картички се водевме и Македонија, calling cards и слично. Се јавив и тетка Џули вика, без проблем, вика, дојдете тука, не знам ни каде би одале, што би правеле, како се снајдете. Бев пресреќен дека некој нуди помош. Ми беше чудно и ова е, мислам дека таа помош ми има направено јас да помагам на многу други луѓе. Кажи колку е добро дојде на помошта кога некој ти подава рака и ти дава парче кревет од сопствениот дом, затоа што ти немаш ништо. Немаш ни кревет, значи, ние бевме некои деца кои што не знам како. И колку и да збориме сите дека ние македонците не се поддржуваме, дека ние македонците не цениме, дека не вредиме или дека не бива, не е така. Има луѓе кои што се поддржуваме и знаеме да си подадеме рака и сме тоа многу вреди. Знаеме да сме тоа многу вреди. Сплотени. И сега измеѓу еден момент кога тргнавме од Њу Џерси. За да пристигнете Чикаго. За да стигнеме до Чикаго, овој момент е крајно важен. Мислам, во мојот живот е важен. Затоа што детски ум, имавме награда за Six Flags Great America и наместо да тргнеме по светло, ние отидовме еден ден, го утепавме таму, бевме на тие сафари, не знам што таму, тие како ролеркостерите, да. И после тоа, не знам како, вечер у 9 сат, бараме што ќе правиме, знаеш, Америка нема пиење, кај ќе ти текне тоа, нема, не знам се. Се мислам, што да правим. И викам, леле, другари, јас имаме телефонски број, братучетка ми имаше цимерка, која што имаше другарка или братучетка во Патерсон, дај да вртам ја. Билјана се каже. И вртам, детски ум, не ми е јасно како са. И викам на телефон е Митко, Билјана ја барам, мајка беше, вика, бе, како ти, кој си? Викам, другари сме, Македонија сум тука. Вика, Билјана е Флорида, како, нели ако сте другари, ти не знаеш. Викам, па ние тука, еве, стигнавме, ама заглавивме и и не осети таму жената. И вика, ај поминете, вика, да видам, и ние по пат се договараме, немој, нели, ако не поканат, немој одма да сме агресивни и да не се исплашат, нели како. 10 сат вечерта стигнуваме таму, динг донг, отвара, жената сама дома, нема сопруг, нема деца, никој, ние четворица. 3 мажи и вика, повелете, влезете. Ние, знаеш, одма, бе, што ти кажам, солзи ми течат од радост. Ке ни дадат кај да спиеме, знаеш. Влезете, вика, деца. Влегувате, гледате топол дом, кревети, вода, да се измиеш. Ништо не притискам, ние седиме, вика, дебе, храна да ви дадам.
скромно македонски не. А вие гладни? Не, гладни тоа умираме. Не прифатија ни дадо да преспиеме, не нахранија. До ден денес не може да се сетам како се вика жената, ама Господ здраве да им даде. Значи, не знам како. Сигурно сум ниту Билјана некој знаеше кој сум јас или било како, ама еве така функционираат нештата кога ќе се склопат коцките. Да. Чудно. Чудно е, да. Патувавме со кола која што не беше регистрирана, патувавме долг пат, бевме истепани 15 сати колку возевме, меѓутоа кога стигнавме Чикаго, сето тоа мислам дека еве, ајде да кажеме се исплатеше пошто тетка ми веќе имаше најдено стан кај што претходно исто македонци живееле, па ајде, нели продолживме, нели да не ти бараат кај работиш и она јасно ви комплицираниот дел. Значи да едноставиме нештата, стигнувате во Чикаго, престојувате кај тетката одреден период кој што ви наоѓа стан, каде што можете да се вселите без никаква кредитна историја, никој ништо не ви бара за да можете да продолжите живот и некаква си кариера и работа во Чикаго и околината на Чикаго. Во Чикаго нема доста македонци сега и во околината. 2000-те години не сме биле толку бројни како што сме сега. Но сепак имало каде да се обратиш и на која врата да тропнеш. А тогаш бил добре дојден очигледно секој топол збор и дом и кревет што ќе ти дадат и си го нашол некако ти твојот пат во Чикаго и околината на Чикаго. Ете си сега, да речеме тогаш во Чикаго, наоѓаш работа, продолжуваш да работиш, продолжуваш да функционираш и со идеја и замисла за твојот американски сон во Америка. Каде почна, каде продолжи да работиш, кои професии ги работеше, трудејќи се да го оствариш она што сакаш да бидеш еден ден? Сега кога ќе се сетам како стигнав до работа прв пат таму, убаво се сеќавам колку апликации имав пополнето. Америка во предградие, јас бев во Вестмонт, станот беше Вестмонт, Илинои, на Сидер Лейн. И без автомобил е далеку. Не знам колку луѓето што не биле нема да им е јасно. Убаво се сеќавам. Километри имав испешачено, во секој бизнис имав аплицирано само да ме примат да работам, затоа што бевме баш во тешка ситуација. Работев во Walmart, кешиер, ме примија во Walmart, на каса. За тоа, на каса. А имав желба да бидам келнер. Го сакав тоа затоа што келнерите зависат сами од себе колку ќе заработуваат и тоа беше многу добра професија за тој период. Плюс среќаваш многу луѓе. Да. И не знаеш каде вратата ќе ти се отвори и кој ќе запознаеш. Баш така. На паркингот од Walmart имаше, тоа е во Дериен, или дално разграл беше, мислам Дериен. Да, TJ Fridays. И таму многу сакав да работам. Тој ресторан, да им кажеме на сите кои што не знаат. TJ Fridays. Thank God it's Friday. Да. Е ресторан, ланец на ресторан за ресторани за храна. Храна. Класична храна. Класична американска храна. Таму може да го јадете бургерот, да речеме американски, таму може да се имаше феноменална храна. Имаше систем кој што функционира внатре. Ова во Македонија не може, еве 25 години поминаа, не знам дали има еден ресторан кој што го прави таков сличен систем. И за тоа Македонија многу ми е жал дека не можеме тако. Ја со агенцијата сме имале некојаш ресторани кај што ни биле клиенти и се трудам да го доловам тој момент кај што треба да им дадете обука на вработените, да ги пробат сите од менито храната, да ја знаат, па да знаат да ја објаснуваат, да ги научите како да ја продаваат, да објаснуваат коктелите, да ги научат, да ги знаат. Ние имавме 42 дена обука во Fridays. 42 дена обука за да станеш келнер. Не ми дава, прво ми нудеа некој хост, не за други позиции, бас бој, викам не, или келнер или не сакам, не прифаќам, бев упорен тоа, може би блефирав, меѓутоа сакаше да бидеш келнер. Да. Затоа што таму јас ја научив најголемата школа како келнер. Може би на многу ќе им биде смешно, меѓутоа на младите јас ги охрабрувам да работат како келнер. Платата е $1 на саат, што значи ништо. Ништо, тоа оди во такси. Тоа е во такси. Не гледаш ништо. Меѓутоа, ако си добар во тоа што го правиш, добро се заработува. А за да бидеш добар, како? Ја размислав како. Морав да научам
како да продавам. Мгм. А продажбата е basic skill во сите занаати. Во се има продажба. Продажба е во бизнис, продажба е дома, продажба. Цело време продаваме нешто. И знаев, научив, сакаш, не сакаш, мораш. Кога ќе дојдат фамилија, изморени се цел ден биле на работа, со децата не можат, нели, 5 минути да здивнат. Знам дека треба да ги занимавам децата за да не ги замараат родителите и на крај ипс. Мгм. Кога ќе дојдат возрастни гости, досадно им е дома цел ден, сакаат да разговарат со некој, па тука ќе зборат кај е Македонија, Хрватска, Грција, Аха. кај сме, шо сме. И не, они таму сакале, биле некаде во Европа, типс. Кога ќе дојде дечко и девојка, ако дечкото не знае како, па ќе стигне една топка сладолед, па ќе се насмее девојката, па типс. Тоа е начинот како учевме продажба. Мгм. Го научи на оној face to face, што ви кажат начин. начинот, потешкиот начин како се остварува продажба. Уствари тоа ја го викам читањето луѓе. Мгм. Тоа е психологијата на читањето луѓе, односно да најдеме кому што му треба. Сите ние, нели, имаме различни очекувања, потреби, желби и тоа соодветствува и во делот на продажбата, нели? Продажбата е всушност задоволување на некого, на неговата потреба за нешто. Митко, се сеќаваш ли кој бил најголемиот типс што си го добил кога си работел како келнер? Не е многу, $108 Добро, имаше, па не. $108 беше. Не е ни малку. Па не е. И типсот е добра мотивација за да те движи напред. Ама се сеќавам многу добро, многу детално на целиот процес, колку е природен таму со келнерите, представување, името, познавање. Се боревме ние да бидеме посакувани како келнери. Имавме to make regulars, значи да имаме редовни посетители во ресторанот, кои ќе влезат да те барат тебе, значи Така. тоа ти даваше некоја вредност. Така да оние дел од редовните веќе знаа и бараат да седат кај мене и така да се сеќам $108 беше типсот тој ден од една маса. Веројатно добро сум сработен. Значи, тој ресторан спаѓа во еден од така, Средна класа. обичните средна класа ресторани. Да. Како работејќи како келнер, нели размислуваш и сакаше можеби да се оствариш себе си во оние повисок ранг на ресторани во Америка, затоа што Така. ги има многу, Да. каде што типсот може да е и до $500, Да. $600, зависи колку е скапа храната, колку е голема групата на луѓе што јадат. Да бидам искрен, не беше лесно. Пробав. Имаше неколку Сакаше, значи ресторани, проба? сакав, да. Така? Не знам дали е до... И јас реално, веројатно 50% зборам цел живот англиски, 50% македонски, така да мислам за себе си дека добро зборувам англиски. Меѓутоа, сепак ја има таа разлика. Сепак некако, не знам, и во некои елитни ресторани можеби тоа е како позитивна ствар, во некои веројатно и не е баш, нашите гледат као странец. Така да не успеав имаше 2-3 таму, да не ги спомнам. Да не им правам реклама сега, пошто не ме примија. Не може. Така да, тоа не успеав. Во рестораните кај што работев, имав можност да напредувам во делот на менеджмент, меѓутоа не се гледав себе си таму. Како second job работев во Monical's Pizza, не знам, и тоа беше ланец на пицерии, кај што ме зедува како head waiter, да ги обучувам другите. Добро. И добро сеќам тука во она бафеј, денскиот дел, кај што немаше многу луѓе, менаџерот Джеф решаваше некои задачи на мастерс, не знам што како оди таму на постдипломски, нешто се запишал да завршува, тоа директорот на таа. И ја онака поминам покрај него и гледам, му викам X е 2/3, Y му давам одговор на равенката што ја решава. Ја ми се смее кај кај ти знаеш. Поминуваат можеби 10 минути. И доаѓа кај мене и вака ми вика. Од кај знаеш? И викам, ние вакви равенки у 600 оделение ги решаваме. Ме гледа и не му е јасно. И другиот ден доаѓа и вика, да знаеш дека зборував за тебе и спремен сум да застанам позади проектот ако потпишеш да работиш за нас, да ти платиме школување, факултет, со тоа што ќе потпишеш дека ќе работиш за нас, не сеќам 6 или 10 години. Mm-hmm. И тој дел не ме плашеше, нели тоа
да појаснам, тоа значи дека ќе ми дадат виза за да останам. Визата беше потежок дел. Реално во Америка тешко се стигнува до виза. Ја 2-3 пати продолжував виза, некако се трудев да најдам начин како да можам да останам легално и успеав во тоа. Меѓутоа на крај последниот пат и немав продолжување, па затоа одлучив да заминам. Меѓутоа со тоа се согласував, за факултет ја плачев да одам таму на факултет. Многу сакав да одам на факултет. А некој да ме спонзорира во тоа, ја мислев не 16 години ќе им дадам. Многу сакав, баш бизнис школа, врв. Но условот ми беше, требаше да се оцелам јужно некаде да живеам, кај што немаше воопшто македонци. Веројатно би требало да се врзам тука со на луѓето кои што се во организацијата и некако не ми се поклопува нивните се поклопуваше тоа, да, услови. Не ми да. Многу размислував, можеби во друг правец ќе се движеше мојот живот, ако завршев и факултет и влегов во менеджмент. Убеден сум дека и тоа добро можам да го завршам, меѓутоа не прифатив, останав таму. Го чувствував тој дел дека тешко се вклопувам, да не зборам во множина. И секако многу ми значеше да има македонци околу. За тоа ние го викаме наши луѓе. Можеби ќе се срби, бугари, меѓутоа сепак да има. Дружев со многу од други места и американци во рестораните кај што работев од секаде, но дефинитивно има различен мајндсет и тоа некако ми менуваше. Твоите луѓе ти легнаа најдобро. Но што е со таа одлука која што ете си ја донел тогаш, криво ти од денешна гледна точка, што ќе беше ако беше? Не. Стоиш за тоа што си го одлучил тогаш? Стигнав, сега сум во фаза од животот кај што не жалам за ништо што имам направено во животот. Така. Среќен сум и односно се те донело до она што си денес. Така што ете, таа одлука било патека кон она што е Митко денес. Да. Така е. Твојата кариера порано или покасно некако доаѓала до крајот, келнерска кариера. Привршуваш со заработка во Америка, привршуваш со животот. Што ти се случи? Зошто се сакаше да се вратиш во Македонија? Да. Интересен пресврт во тој период ми беше факултетите, кај што пробував да влезам на факултет, не успеав таму, беше прескапо за мене, условите не можев да ги остварам. Меѓутоа на тој bulletin board таму најдов Stanley Need кој што бараше некој да му изработи веб страница. И имаше ставено плаќам $400 за кој ќе направи веб страница. И ја му викам на телефон, ќе ти направам без пари, само дај ми шанса. И тие ноките непреспани што ги учев, тука ги имплементирав. Се исплатија и беше пресреќен и вика не $400-800, само работи за мене, знаеш. И почнав влегов во IT, што ми беше желба. Сакав да се движам во тој правец. И после некое време пробував и кај него. Ако можеш, осигурај ме, дај помогни ми за, да направам кариера. Реално, иако имам најпозитивно мислење за келнер, не е тоа нешто што може трајно да го правиме. Друго, веројатно ќе беше друго ако навлегов во кариера, во IT, во угостителство, во нешто кај што би градал нешто посериозно. Day to day активностите беа феноменални. Америка е стварно American Dream. Има толку многу ствари што секој ден има интересно е. Има многу работа, но има и што да се прави. Меѓутоа ми фалеше она long term, to relate, не можев да се некако да се вклопам во некои други сегменти. Го мислев тоа повеќе време и не бев сигурен или како би било понатаму. Не би сакал да останам на работа во ресторан постојано, на факултет не успеав и мислев што е тоа што можам да го сменам. Негативно во тој момент беше и моментот со 9/11, кај што после кога ги бутнаа кулите, се гледаше делумно презир во очите на моите колеги, не знам, пријатели таму, кај што овие странците сега дошле тука да ни реметат, не знам како. И се чувствував, за тоа е лично чувство, апсолутно не мислам дека секој го споделува, се чувствува како граѓанин од втор ред и тоа ме погодуваше. Тоа ме јадеше некако и мислев дека можам повеќе. Мислев дека
некако имав и некои пријатели кои што се чудеа, кај бе ти са имаш куќа, имаш се у Македонија, си дошол тука под кирија, и мислев многу како. Таму да почнам сопствен бизнис ми беше тешко. Со ова влегов во IT, но не ми дава, нели, гаранција, и во тоа време и брат ми беше веќе Америка и он беше 1 година и некако заедно поразговаравме, ајде брат, ќе се вратиме, ќе пробаме фирма во Македонија, ќе работиме, ќе отвориме фирма. И знам дека го мислев моментот колку јас можам да променам. Америка е општество кое што функционира феноменално и некако се е склопено. Македонија не е така. Моето верување е дека многу повеќе може да смениме овде отколку во Америка. Тоа секако секој за себе, различно е. Меѓутоа мојата кауза, таму кај што јас мислев и се уште мислам дека можам да променаме, да направиме Македонија да биде едно подобро општество. Да помогнам да направиме промена кај што моите деца ќе сакат да останат еден ден, или ако сакат да останат да имат подобри услови. Да не им се заминува од овде. Така? Ако одлучат да заминат, не знам како ќе биде, меѓутоа ако одлучат да останат, да дадам се од себе за да биде подобро. Да биде сјајно, нема да биде. Дека е подобро, тоа сум убеден. Мене ме погодува кога во Македонија луѓето не бива, такви сме. Не сме такви, ти си таков. Не може тоа е до поединци. Ние сме промената. Кој ќе тоа вика, ама тоа останува на следните генерации. Па ние сме следните генерации. Тоа го викале нашите за нас, а ние кои? Нашите деца ги чекаме. Мора некој да дејствува. Така да времињата се подобруваат, темпото зависи од нас. Така. Ако сите во исто време скокнеме, ќе направиме значителна промена. Мораме само да се вложиме и да сакаме да менуваме, да бидеме промената, секој да тргне од себе си. Ти го промени животот твој што се врати од Америка во Македонија, очигледно на твој 20 и некоја година, после неколку години живот во Америка, ти веќе знаеш многу работи, веќе Америка те научила на малку различна улична школа од македонската, си во тек со сите случувања во Америка. Што донесе од Америка во Македонија со тебе? Браво, многу добро прашање. Ова ми е едно од омилените. И драго ми е што ме праша, затоа што не го помислив кога помислив за подкастот, што би споделил. Сметам дека македонците кои што излегле од Македонија можат најмногу да променат. Мора луѓето да излезат од Македонија за да видат кои се тие промени што треба да ги направиме и да ги донесеме во Македонија. Можеби малку сме тие што останавме тука или ќе останеме тука. Меѓутоа не можеме да смениме ако не ни помогнат луѓето кои што се надвор. Мора да донесат знаења, мора да не донесат култура, финансии, дефинитивно државата цела функционира заради од диаспората, парите кои што влегуваат. Лоби, ова колку треба да бидеме подобри. Гледа колку треба да бидеме подобри во ова. И јас често се смеам на другари и пола се лутат, пола ме разбираат. Ја викам, абе супер е што доаѓате секое лето. Многу пари трошите во Македонија, среќен сум тоа, до тие пари ние живееме. Ама кога доаѓате, покрај пари, донесете ни и култура. Наместо да бидеш првиот кој што ќе паркира на тротоар горе, на зелени површини, неправилно паркирање или правење, фрлање ѓубре у тоа, колку се нервирам за тој момент, дај бидете пример. А колку имате одговорено, ама тоа кај нас не може, не е дозволено. Па зашто тука може? Сега ние оваа држава не вреди, таа другата вреди. Па ние сме тие кои што треба да направиме промената. Па ја не знам, сините од мал никогаш не го има направено. Зашто не поминува кај мене. Ниту неговите деца ќе оправат. И сега зашо мора сите да направиме промена. Така да сите кои што ќе излезат од Македонија и кои што ќе успеат да постигнат нешто се нашите суперхерои. Ова е мојата голема приказна. Значи, за мене, македонците кои што успеале било каде во светот и на било кој начин и трошка ќе направат за Македонија, тоа се нашите суперхерои. Тие се луѓето кои што ќе сменат и ќе направат една цела држава да крене напред. Дали ќе биде тоа преку ангажирање луѓе кои што ќе работат од овде за
Америка или било каде во светот. Дали ќе отворат компанија, па тука ќе имат нели логистички центри и слично, мислам, канцеларии или слично. Дали ќе дај Боже да стигнеме и да произведуваме производи од овде да ги правиме. За мене не е окей некој кој што македонец отишол во Македонија и сам наместо да купува производ од Македонија ќе го купи од не знам некоја друга држава кај што слични се работи. Зашо? Што сме ние? Не чинаме и не знае, па научи ако не знаеме. Кој ќе не научи? Кај да научам ја? Татко ми беше па цел живот, од кај ќе научам ја? Па дајте ни нешто да ја, тоа сум од страна, кога одиме на страна, сега се сетив 2019 бев во Торонто. На Шулич Бизнес Академи, тоа е број 1 школа за бизнис во Канада и ми беше спонзорирана од Македонија 2025. Ми обезбедија на Шулич да се запишам и уште поважен дел имаше можност за job shadowing. Тоа значи дека 2-3 недели после Шулич ја можам да влезам во реална агенција и овде ми е дозволено да прашувам се што ме интересира. Тоа го нема никаде, феноменално е. И ги гледаме тука сите и само прашувам како прави тоа, како. Кога се вратив, па ние многу е полесно да го реплицираме тука. Веќе стекнатото знаење и искуство од некој подобар и појак од тебе. Така е, мене агенцијата ми беше отворена 2016 година, а 2019 бев на Шулич, но после тоа растот беше експлозивно, значи растевме со луѓе, сега сме 20 луѓе. Имавме секоја година поголем број на колеги нови, поголем број на клиенти, повеќе услуги. Растевме за брзо тоа што и самодоверба добиваме и затоа што знаењето го добиваме од надвор. За жал во Македонија се уште е многу тешко да добиеме некој понапредно ниво. Се уште е тешко. И многу ни треба такви ситуации, тоа од Исак Адиджис го имам слушано 16-та, истото го прераскажувам од него постојано. Нема зашто да измислиме топла вода, треба само да видиме и да ги најдеме успешните приказни, да ги реплицираме, да ги практикуваме кај нас. Тие се нашите суперхерои, луѓето кои што успеале и само да видиме како они го прават. If they can make it, I can make it. Сите можеме. Тоа е, сите можеме. Ти можеш затоа што ете си се вратила од Америка во Македонија и твојата приказна продолжува овде. Не жалиш за Америка, очигледно, си ја напуштил на еден или на друг начин и доаѓаш овде. Сакаш да започнеш од нешто. Што почнуваш после живот во Америка, во Македонија? Од каде започна? Со што се врати од Америка во Македонија назад? Со 1-2 куфера кола си пушти, не си пушти? Со 1-2 куфери. Каква ти беше преселбата од Америка во Македонија? Надеш и желба за така. Подобро. Донесе некаков капитал од Америка во Македонија? Незначително. Така. Незначително, апсолутно незначително. Сите пари ги вложив во семејниот бизнис. Татко ми, како што спомнав, работеше со мебел у тоа време. Со брат ми отворивме компанија 2003-та, мислевме дека мебел е едината. Реално вложувавме доста, меѓутоа бевме неискусни, така да повеќе губевме пари отколку што нешто позитивно. Живеевме од кредит до кредит, постојано се финансиравме да се живи и здрави банките, нашите партнери. И неколку години се мачевме у тој дел. И ја работев и пак исто и тука имав втора работа, затоа што физички таму не можев да помогнам. Реално брат ми беше повеќе вклучен од секојаш бил по гама дизајн, а јас работев, држев курсеви во една американска, затоа што англискиот ми беше феноменален, па со нив супер ми одеше со странските организации, одлично ме плаќа. И добро се сеќавам у тоа време немавме многу опции и сопственикот на Колит, разговарајќи, ми предложи да станам дел од нивниот тим. Ја не размислував така, мислев дека се што лета се јаде и не сакав да бидам во корпорација. И плюс и знаев дека тука ако влезам нема назад, нели? За мене е неприфатливо да некого да обрукам, што се вика, да не испоштувам или слично. И се плашев дека ако влезам, знам дека морам да вложам 10 години. И го спомнав тоа, може би деломно и несериозно, меѓутоа реков 10 години ќе се вклучам, ќе дадам се од себе, а потоа ќе видиме, не? Така и се случи, таму научив многу. Огромен дел од моето искуство, кој што денес ми помага како претприемач, јас го научив од Дышко Стојков. Значи, човекот ми беше ментор во секој сегмент
ми помагаше и ме водеше. Значи, неверојатно. И учев многу, работев многу, јас сум непоправлив workaholic, за среќа работев ме исполнуваше, и јас ја имам таа среќа, до сега не сум имал, не се сеќавам на ден кај што ми било тешко и да не сакам да одам на работа. И мислам дека тоа е најголем благослов. Таму учев, напредував, работев од најниските позиции до највисоките. На крај бев директор за продажба, за извоз, работевме со 20-30 земји низ светот, правевме стратегии, потоа останав вклучен како бизнес девелопмент во Колит. Колит е мега компанија, една од најуспешните во Македонија, мислам дека веројатно е меѓу првите 50, каде што се надградував и успеав многу да научам. Од тука видов и што им фали на македонските компании, дека во маркетингот има многу простор, и така и одлучив да се охрабрам и да створам своја компанија кај што ќе им помагам на македонските компании да се дигитализираат, да го градат својот бренд, да вложуваат во маркетинг, дека тоа ќе им донесе. Така беше таа приказна. Еве како маркетинг експерт, да речеме, што е тоа што им фали на македонските компании во било која сфера да станат успешни? Што е тоа што фали на македонска компанија да е гигант број 1 според тебе? Да се стане бренд е подолг процес. Малку потешко е да се стекне довербата на луѓето, а брендот е всушност доверба. Треба време. Треба така? време. Колку време? Кој е тоа време што сите го сакаме за нашиот бренд да се истакне и пласира каде што треба? Брендот е директно поврзан со квалитет. И мислам дека тука голем дел од македонски компании тука кикснуваат, затоа што пробуваат на некои шорткат начини да остварат резултати. Ние за жал не успеавме како земјоделска земја да се брендираме добро, да се позиционираме, што мене ми е многу жал. Јас мислев дека ние ќе станеме поим за она што е земјоделски производ, затоа што стварно имаме одлив на клима и слично, меѓутоа тешкото е затоа што дел од земјоделците се мачат и работат за ситни пари поради други причини, а дел од нив стално пробуваат да продадат нешто што не е во ред, нели? Тоа го имаме во сите сегменти. Пробуваме да дојдеме до некои резултати и финансии, ама потоа подклекнуваме. Така да брендот еднакво на квалитет, брендот се гради цел живот, се губи во еден ден. Како и колку време е потребно, веројатно зависи од дејноста. Ние Гама Дизајн со брат ми ја градиме 23-4 години, со тоа што ја мислам дека 15 се мачевме, саглам се мачевме, со толку што ептен. Дури после некаде околу 20 на години, да кажам, се почувствува разликата. Така да, ако таму било 20 години, овде во Еон 1 10 години се славиме, различни бизниси, во производство, најчесто бизнисот расте затоа што има компаундинг ефект, нели, тоа капиталот расте. Во сервисис како што е агенција, малку е поразлично, ова е има клиенти. Up and down, да. Сервисис е доста неблагодарен бизнис. Ако морам да бирам меѓу овие два, би го избрал третиот, тоа е трейд, трговија. Увоз-извоз? Увоз-извоз, дистрибуција, тој дел е многу подобар. Да, поголем е и ризикот, меѓутоа некако ги работам сега и трите сегменти, и во производство потребни се машини, едукација на луѓе, систем на работа, безбедност, кон државата обврски. Ептене комплицирано, во трговијата е многу поедноставно, купи продај. Така да математиката е поедноставна и така. Ама сепак и за ова треба да се биде бренд, да нудиш квалитет, затоа што ако сака да има ретернинг, повратни купувачи, што е усвари суштината на секој бизнес. Квалитетот ги враќа. Квалитетот ги враќа пак и потоа на тоа додаваме други. Всушност тоа е мојата приказна како јас станав претприемач. Ти спомнав веќе дека јас сакав да покажам дека можеме различно, сакав да направиме да бидеме брендот кој што прави промена, сите луѓе околу мене да им биде добро, тоа ми беше желба постојано, и работев и со агенцијата, меѓутоа имиџот го правев како Митко. И тоа всушност ти дава и една обврска,
ако ветам нешто дека треба да морам да го испорачам. Не смеам да кикснам затоа што ќе ми се одрази на повеќето бизниси кај што сум вклучен. И сега веќе со тек на годините, не дека сум престар, туку едноставно обемот сакам да го променам, обликот сакам да го променам, верувам, се надевам да најдеме начини каде што луѓето околу мене ќе продолжат да ја градат приказната, јас сакам да бидам столбот кој што ќе им помага на нив, но и на други компании. Така да концептот го сменив и сега сум вклучен во неколку компании каде што како strategic advisor влегувам, тоа во Америка е бордот, начинот, нели, кај нив се вклучував да им помогнеш да направат стратегија, да смислат добра маркетинг, тактика, стратегија и слично, макар и бизнес девелопмент, а луѓето околу мене да продолжат да ги раснат приказните, било да е маркетинг агенцијата, фабриката за производство на палети или сега имаме најнова компанија за софтвер. И софтверот е така од потреба, така да си вклучен во бизнисот. Знаеш што треба и работиш на тоа. Да. И тука си и вложуваш во тоа. Ти си еден модерен предприемач, кој што кон своите вработени нема однос како тие класичните стари газди на времето, како си пријател со нив, си дел од фамилија, сите се чувствуваат како дома, овде имаат право на глас. Тоа е најбитното и можеби така треба да се функционира за секоја компанија една во Македонија да се труди колку може, да. Нели апсолутно не е секојаш не е можно тоа да се оствари, но не е невозможно, така не е невозможно. Да, може да промени и многу компании се жалат не може да најдат луѓе, а тоа никош не се го има проблем. Кај мене не било проблем да најдеме луѓе, секојаш имаме лајнап на 10 луѓе кои што би сакале да работат. Да. Ама ние бркавме статус не да имаме најголем профит, туку да бидеме best place to work at. Така, тоа е одлично лого да се основа компанија и да се тера со тоа лого компанијата. Си ете вратен од Америка, веќе 20 на години си го живееш животот, градиш кариера, семен живот, 2 дечиња, сопруга и сето тоа. Но се врати во Америка 2023 година. Што почувствува кога се врати Америка? Како ти беше на душата вака да ја видиш Америка после неколку години? Не неколку, после... Најчесто поставувано прашање во животот ми е зошто се врати од Америка? Ти си луд. Тоа е најчесто. Никој не ја прифаќаше твојата идеја дека Митко би се вратил, посебно во тие 2000-ти години, и после неколку години живот во Америка, би се вратил ти од Америка во Македонија. И кој беше те осудува очигледно? Апсолутно. Зошто си вратен? Кој беше твојот одговор на тоа? Јас често пати барав да видам кои се нивните очекувања. Се сеќавам една другарка која остана во Америка ми вика да останеше во Америка ќе беше многу успешен. И мојот одговор беше во себе си, не директно. Јас и тука сум успешен затоа што тоа се моите стандарди. Према тоа што јас го имам зацртано. Јас го имав тоа зацртано, што го спомнавте. Фамилија, жена, деца, сопствена куќа, автомобил, одмор еднаш два пати во годината, луѓе околу мене кои што ме сакаат и почитуваат. Тоа го сакав, тоа го добив. И за мене тоа е успешно. Затоа нема нешто да жалам, да се каам. Немам нешто што би сменил. Можеби би отишол пак во Америка. Меѓутоа не е тоа. Не мислам дека сум направил грешка. Судбината секој сам ја ствара, ја крои и сами одлучуваме по кој пат ќе тргнеме. Битно е колку ќе вложиме во тоа. Јас сум упорен и сметам дека за секој што ќе одлучи и во Америка или во Македонија, дека сам си ја креира иднината и дека треба само доволно да се вложи во тоа. Првиот момент кога се вратив, најдов на малку социјално исклучено, затоа што веќе другарите беа на сите страни. Едноставно ми требаше пак да почнам од почеток, беше малку тешко. Се клопив некако, се вклучив и добриот момент е што за само неколку месеци јас се запознав мојата сопруга. И тоа ми беше клучен момент. Во Америка тој момент никогаш не го доживеав. Не можев да се поврзам емотивно никако. Тоа многу ми фалеше. Така. Океј, има прекрасни ситуации, моменти, убаво е се тоа, млади сме, прекрасно, меѓутоа она поврзување ми фалеше мене. Каде е љубовта? Каде е љубовта? Во Струмица чекала, тука била. Чекаше во Струмица
И од 3 јуни, што значи после 2-3 месеци од кога се вратив од Америка, од тогаш сум заедно со сопругата и мислам дека тоа ми направи една друга патека која што веќе знаев дека ми е зацртана. Така. И така функционирам глобално и секогаш. Знаев дека ако ја поставам тоа да не треба да мислам на тој дел, на приватниот живот, ова да функционира, знаев дека веќе сум одлучен, тоа е сопругот, знам дека тука терам и потом можев да работам по цел ден. И така беше. Работев по цел ден И тераше. и терам. Кажи ми за моментот кога се врати после 20 години во Америка назад. Како ти беше чувството? Како ти се види Америка се сменила, не се сменила, останала на исто место, оди на подобро, оди на полошо? Убаво е чувството. Секогаш кога ќе одиш во било која земја, посебно Америка, кај што имав многу спомени, прекрасно е чувството, го терав другар ми да ме носи на истите места кај што сум бил, истиот апартман кај што бев на Сидер Лейн, јадев пак во Fridays, една од колешките уште беше таму, сега во менеджментот се видовме, беше прекрасно и тоа разменивме, разговаравме. Тоа што го приметувам тогаш спрема сега, поред мене е дека растот е евидентен, нормално е, Америка е лидер земја во светот во многу сегменти, а Македонија е понапред. Не од Америка, туку понапред во проценти. Затоа што на нешто што е веќе развиено, помалце има што може дополнително да се доразвива. Инфраструктура функционира, облакодери функционира, транспорт функционира, функционираше и тогаш, функционираше и сега. Македонија пред 20 години бевме никаде и бевме многу назад. Тоа се сеќавам како млад, нели бев из Скопје студент и слично. Многу беше поразлично. И сметам дека Македонија се развива, може да биде многу подобро, не би навлегувал во детали, не сум стручен за да навлегувам во делот на политика или креирање на држава. Се надам дека тие што го водат тоа се стручни за тоа, јас сум добар за маркетинг и за предприемништво. Меѓутоа, знам дека неминовно е да одиме напред. Ние сме физички во Европа, колку е Европа развиена, дали е добро место, не знам, меѓутоа припаѓаме тука и мораме да одиме напред. Само ни требаат правите луѓе во прав момент да се слопат правите коцки и мислам дека Македонија може да биде едно феноменално место на живење со одлична медитеранска храна, со 300 сончеви денови. Едноставно треба ние самите да се промениме и сите ние да вложуваме за да направиме промена. Митко, би се вратил ли назад во Америка после се? После кариера, бизнис, сите искуства што си ги добил во твојот досегашен живот овде во Македонија, после животот во Америка доаѓаш во Македонија, еве сега си каде што си, успешен предприемач. Би се вратил ли како таков назад во Америка? Зборуваме да се преселиш. Не зборуваме за месец-два да шеташ низ Америка, се вратиш назад. Да се преселиш, да преселиш деца, фамилија, сопруга, живот, навики, се назад во Америка. Одговорот не би бил популарен, нема да ме одобруваат повторно, како и многу пати, меѓутоа не. Така. Добро. Многу често кај луѓето кои што ги прашувам зошто се одселуваат, првиот одговор кој што го оправдувам и разбираме заради деца. Ние сите живееме своја приказна. Моите деца ќе одлучуваат за себе си како што јас одлучував за себе на 20 години и моите родители ме пуштија. Сакам да создадеме добри услови за нашите деца. Сакам да им биде добро. Ако сакат, ако одлучат да се одселуваат, да одат во било кој дел од светот, се надам дека ќе одат и ќе се вратат тука за да ја подобриме Македонија. Меѓутоа, не се согласувам, барем во овој дел, можеби ќе го сменам мислењето, дека треба јас да го жртвувам својот живот за да им дадам шанса тие да бидат на подобар пат, бидејќи не знаеме што ќе се случи во времето кога тие ќе треба да одлучуваат и бидејќи може да одлучат дека тие сакат да се вратат во Македонија, како што има примери, малку да има. Не знаеме, можеби ќе сакат да одат во Кина во тоа време, може ќе биде тренди и затоа треба да одлучуваме сами за себе си. Ако прашањето беше за мене, мојата одлука е во моментот не би сакал да се одселам во Америка, веројатно и во ниедна друга држава,
Има подобри држави многу, дефинитивно тоа не го спорам, не. Има и многу подобри компании од нашата, па јас пак се борам за овие да ги развивам. Би сакал, и тоа ми беше едно од плановите и желбите, за 2-3 години да компаниите во кои сум вклучен да бидат стабилни, па да ми биде полесно да поминувам неколку месеци во Америка или Канада. И се шеташ. И се шеташ и ги гледаш кои се добрите моменти кои што можеме да ги реплицираме и да ги пренесеме во Македонија. Значи да собереш искуство, знаење, да дојдеш овде, да го имплементираш тоа искуство и знаење и да биде се подобро и подобро. Се надам дека твојата бизнис предприемачка приказна ќе продолжи понатаму. Се надам дека твојата приказна некого ќе инспирира, ќе научи, некој ќе научи она што сака да го знае, за она како би било, што би било, затоа што многу пати добивам пораки од луѓе кои што дали да заминам од Македонија или дали да се вратам во Македонија. Мојот одговор на тоа никогаш не можам да одлучам за некого. Субјективно е. Тоа е субјективно и прави го тоа што те прави среќен, живеј онаму каде што сакаш да живееш. Така. Не сум јас таа која што треба да одлучи, затоа што секој си го носи животот на своји раменици. Така е. И овој подкаст е токму затоа да ги раскажува приказните на македонците кои што живеат во Америка и кои што се трудат, работат и се борат, а ова лето еве ги раскажуваме приказите на македонците кои што биле во Америка, се бореле, работеле и сега овде живеат и работат. И мислам дека тие приказни доаѓаат на површина, доаѓаат до гледачите и до македонците ширум светот и секој може да се пронајде некаде. Така е. И мислам дека јас ги поддржувам сите македонци кои што одлучиле својот живот да продолжат било каде во Америка или во светот. Секој одлучува за себе и се надам дека им е добро таму кај што се. Единствено што сметаме дека не треба да живееме со вина, со гилт за нешто и враќањето во Македонија не е failure, не е losing, дека сме пропаднале ако сме се вратиле назад. Апсолутно животот продолжува. Така се преведува кај нас, поради тоа сме конзервативно општество. Мислам дека дел од луѓето се плашат ако се вратат дека ќе бидат осудени, дека као не успеале или слично. Апсолутно не е така. Јас сум пример дека со враќањето уште повеќе отидов напред. Едноставно така сум одлучил. И секој треба да биде задоволен со таму кај што е, а ако одлучи да се врати во Македонија, напротив, на крај е важно што ќе оставиме позади себе, што ќе биде тоа што ќе кажат за нас, колку ние сме промениле, каде и да сме. Така. Јас сакам да се заблагодарам за овој инспиративен разговор и за овој муабет што го направивме. Мило ми е што ја сподели твојата приказна животна, која што на моменти не била така лесна и едноставна и се уште не е. Така е. Затоа што секој ден се бориме со она што сме и да успееме до она што сакаме да станеме и бидеме. Продолжи понатаму да градиш успешна животна приказна и биди пример за идните генерации за тоа како може еден повратник од Америка да успее во Македонија. Благодарам многу, ми беше огромно задоволство. Се надевам дека ќе мотивираме и инспирираме и други млади и глобално луѓе, било да се во Македонија или надвор од Македонија, како и да е, сите ние имаме една заедничка кауза да го направиме светот едно подобро место за живење, каде што сме и колку можеме. Така, ти благодарам уште еднаш. Со среќа во Струмица, убаво е овде. И се најдобро. Драги мои, ви благодарам и за гледаноста на овој подкаст. Марија во Америка, денес раскажа уште една приказна од Македонија, односно од Струмица, на струмичанец кој што живеел во Америка, работел, се вратил назад и си ја направил својата животна приказна успешно овде во Македонија. Присутни сме на Facebook, Instagram, Марија во Америка, каналот е на YouTube Марија во Америка, follow, like, subscribe, share. Ви благодарам уште еднаш. Следната среда се гледаме со следен гостин. Чао!